Повторно надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за дневните случувања, актуелните настани и сервисните информации од Скопје. Ке започнеме со тоа дека општина Чаир продолжува со акцијата за отстранување на нелегалните тераси во старата чаршија. Градоначалникот на општина Чаир Висер Ганиу во рамки на акцијата за отстранување на терасите поставени без дозвола во старата скопска чаршија се заблагодарил на сите бизнисмени кои го испочитувале законот и сами ги отстраниле терасите за кои не поседувале дозвола. Од општината посочуваат дека на нив нема да им бидат изречени предвидените законски казни. Иницираната акција од страна на општина Чаир ќе продолжи да се реализира и градоначалникот Ганиу им гарантира на граѓаните дека никој нема да биде поштеден и над законот. Рокот за реакција од страна на самите собственици е 5 работни дена. По овој рок, инспекторите и полициските службеници ќе ги отстранат незаконски поставените тераси и за нив ќе бидат изречени соодветни казни, наведуваат од општината. И општина Центар ги отстранува нелегално поставените тераси на угостителските објекти. По извршениот инспекцијски надзор на угостителски објекти во општина Центар, со кој се утврдува легалноста на поставената урбана опрема надвор од деловен објект, започна со отстранување на нелегалните тераси на повеќе од 20 објекти, а во процедура се и други извршни решенија по кои општината ќе постапува во наредниот период. Ке се отстрануваат објектите кај кои е утврдено дека и покрај немање одобрение за поставување урбана опрема од град Скопје, тие ја поставиле опремата и направиле тераси со што бесправно узурпирале јавен простор. Согласно процедурата, инспекцијските служби на општина Центар по извршениот увид му издаваат на инвеститорот решение за отстранување, на што претходи определен законски рок и можност инвеститорот сам да постапи по решението. Доколку инвеститорот не го стори тоа, општината со полициска асистенција ќе го отстрани нелегалниот дел. Исто така во општина Центар од денеска е ставен на јавна презентација и јавна анкета деталниот урбанистички план за градска четврт ЦС08 локалитет Судска палата 1 и повторна јавна анкета и јавна презентација за детален урбанистички план ЦС06 локалитет Судска палата 2. Нацрт плановите за двата ДУП-а ќе бидат изложени во просториите на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, а граѓаните ќе може да ги видат секој работен ден од 8 до 16 часот, почнувајќи од денеска до 28 јуни. Нацрт плановите може да се видат и на веб страницата на општина Центар, centar.gov.mk. Јавните презентации по двата нацрт плана ќе се одржат на 19 јуни во општина Центар со почеток од 13 часот и 13:30 часот. Основниот кривичен суд Скопје соопшти дека сите граѓани родени на територија на градот Скопје кои ќе аплицираат на огласот на Министерството за внатрешни работи за 600 полицајци треба навреме да поднесат барање и да обезбедат потврда дека не им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност која е неопходна за аплицирање на огласот. Од Основниот кривичен суд наведуваат дека за добивање на наведената потврда потребно е секој граѓанин или друго лице со негово полномоштво, заверено на нотар или адвокатско полномоштво, да поднесе барање на шалтерот за потврди уверение што се наоѓа во старата зграда на судот, заедно со лична карта на граѓанинот или патна исправа и копија од истата, и да се уплата 320 денари буџетска такса со картичка на посттерминал или уплатница. Шалтерот работи секој ден од 8 до 14:30 часот со пауза од 11 до 11:30, а потврдата се издава за 3 работни дена од денот на поднесување барање. Социјална заштита лани користеле вкупно 15.962 малолетни и 47.054 полнолетни корисници. Според податоците на Државниот завод за статистика, од вкупните права на социјална заштита кај малолетните корисници, неголемо учество имаат услугите на социјална работа, кои изнесуваат 52,4%.
додека од вкупните права на социјална заштита кај полнолетните корисници најголемо учество имаат услугите за социјална заштита кои изнесуваат 83,8%. Во 2018 година 23.562 носителя на домаќинства се корисници на социјална парична помош. Утре од 10 часот до 10:30 компаниите на индустриската зона Визбегово организираат протест во знак на револт поради предолгиот период на реконструкција на мостот на Јадранска магистрала. Оттаму наведуваат дека ваквиот зафат ја блокира целата зона, го отежнува целото движење и го уназадува комплетното работење. Реконструкцијата на мостот се врши на потегот од Словенечка во правец Скопје до раскрсницата Момин поток, каде ќе се одржи протестот. Што се однесува до временската прогноза, до четврток ќе продолжи период на нестабилно време, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во попладневните и вечерните часови ќе има и пороен дожд, засилен ветер и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со обилен дожд, силен ветер и појава на град. И последната информација за денеска е за тоа каде се утре ќе нема струја. Делови од Ѓорче Петров, Карпош и аеродром утре ќе бидат без струја поради технички зафат во дистрибутивната електромрежа. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, во период од 12 до 15 часот без струја ќе останат корисниците од улицата Исеја Маџовски, број 43, 45 и 47 во општина Ѓорче Петров. Од 12 до 15 часот корисниците од дел од улицата Варшавска во општина Карпош и од 9 до 15 часот корисниците од улицата Тодор Чангов под улиците со мали броеви од 1 до 30 во општина Аеродром.